Секој град си има барем по една локација која што е најголема туристичка точка, локација каде што доаѓаат луѓето практично од целиот свет да ја видат. Во Скопје тоа дефинитивно е кањонот Матка и тоа што го нуди и како историја и како природа. Како природа претпоставувам веќе и знаете дека тука се наоѓа најдлабоката подводна пештера на Балканот, Врело, која што најверојатно е една од најдлабоките подводни пештери во Европа, не е целосно истражена, може да испадне на крај и во светот. Токму затоа кањонот Матка и пештерите беа наш кандидат за една од 7 светски чуда на природата, што навистина е фантастично за една мала држава како Македонија. Меѓутоа, дали оваа локација е наша национална гордост како што треба да биде или можеби е наш национален срам? Токму заради тоа во следниве 10 минути ќе се ставиме во улога на странски туристи. Ќе дојдеме до кањонот Матка, меѓутоа ќе се движиме преку Скопската обиколница, ќе влеземе од западниот главен влез на градот, преку Сарај и Треска ќе дојдеме тука, да видиме што е тоа што го гледаат туристите, а што е наша реалност која што живееме. Сите оние кои што ќе сакат да ја посетат Матка, нели како едно од најзначајните туристички места во Скопје, треба да поминат од тука, доколку доаѓаат преку Скопската обиколница. Ова е западниот главен влез на главниот град, а при тоа и ова е да е еден од патиштата да се стигне до едно од најпосекуваните и најпопуларни туристички места во државата. Зеленилото при влезот во секој голем град, секој главен град, секојаш е многу средено, бидејќи тоа е првиот впечаток кој што го добиваат сите оние кои што го посетуваат градот. Кај нас зеленилото изгледа вака. Ова е средишниот зелен појас на клучката на влезот на Скопје. Државното македонско знаме и нашиот национален срам. Слика и прилика за нас. Автопатот за влезот во главниот град, еве што има под него. Огромна дива депонија, бездомни животни. И ова е нешто што го гледат, што не го гледаме само ние кои што живееме тука и највеќе секако треба да биде средена за нас, меѓутоа ова е сликата која што ја пренесуваат и сите оние кои што патуваат кон главниот град на државата. Повторно ќе кажам, за некои работи не треба пари, треба само малце интерес и љубов, која што ние очигледно ја немаме. Не само за кон Матка, по автопат патувате сите тие, да речеме, што сакаат да продолжат и кон Охрид. Има многу туристи такви, претежно од Србија. Еве го автопатот и кога ќе го свртат погледот лево или десно, ќе го видат ова. Ова е нашиот срам и јас не можам да разберам како се дозволува ова вака да биде буквално со години. Го продолжуваме нашето движење кон Матка, со надеж дека нема да биде сегде волку прљаво, ќе видиме како да е, меѓутоа тоа што многу ме загрижува е што за многумина ова што го гледаме во држава, овие диви депонии практично на сите места почнуваат да го перцепираат како нешто нормално, како нешто што е стандардна слика кај нас и за жал таа слика и тој впечаток се пренесува и надвор. Може да видите многу видеа и на YouTube и на блогери што се занимаваат со туризам, велат дека Македонија е навистина преубава и прекрасна земја, меѓутоа за нив е неразбирливо како може да е толку валкана. Дури се прашуваат како народ живее во оваа држава која што дозволува сопствената земја да биде вака буквално уништена со отпадоци. Тоа е една многу лоша тенденција, имајќи предвид, како што кажав, дека за многумина тоа е веќе една стандардна слика и не ни изненадува кога ќе видиме вакво ѓубре во Македонија, ќе не ни изненадува кога ќе видиме дека нешто е средено. Таа психологија мислам дека треба да почне да се менува и да почнеме барем од оние локации кои што се најпосетувани, а Матка е дефинитивно една од тие места. Продолжуваме понатаму ние. Ако движејќи сте кон кањонот Матка, се исклучите кон спортско-рекреативниот центар Треска, ќе го видите ова.
Навистина немам зборови да го опишам ова што го гледам тука. Ова е еден национален срам и ова е една слика и прилика за тоа како се однесуваме кон своето. Навистина не можам да се помирам со фактот дека ова е во мојата држава, дека ова практично е во непосредна близина на патот кој што води до една од нашите најубави и најпозакувани туристички локации, кањонот Матка. Ова е, нема коментар со кој што може да се опише ова. Позади дрвата сега не гледате, тамо е кањонот Матка, а ова е во шумата. Погледнете. Неверојатни сцени и срамни. После изгледа навистина се оправа тие што велат дека нас не ни се потребни непријатели, ние самите себе ќе се обесиме. Продолжуваме кон нашата крена локација. И сега движејќи се на кај Матка, поминувајќи низ селата, се малце се паркирам да ви покажам, можеме да го видиме и ова. Контејнери претворени во мини депонии. И тоа е тоа што не го гледаме само ние, туку го гледат и сите оние туристи кои што кажав во огромен број доаѓаат секојдневно да го видат кањонот Матка. И гледате на една куќа од лева страна како е обележено каде е кањонот Матка. Место да има една убава табла означена каде што ќе бидат наведени сите работи, ние почнавме по куќи да шкртаме патокази. Тоа е заради тоа што нема соодветна сигнализација патна на ова место. А тамо каде што има соодветни табли, еве какви се целите уништени и шкртани. И околу 1 километар подоцна, во непосредна близина, значи на 500 метри од кањонот Матка, вака изгледат кантите за отпад. И тука тоа личи на се, не само на регулирано одложување на отпад. Ова е брука луѓе. Ова пред нас е комбиња кои што носат туристи кон кањонот Матка, а вака изгледа луѓе патот до туристичкото место. Значи како што се приближуваме кон Матка, патот не е подобар и не е посредено, туку се е полошо и понесредено. Значи, обратно од се тоа што го знаеме како во норма во цивилизираниот свет. Колите ќе си ги скршиме. Пак ќе кажам, не сме ние кузне колку богата држава, меѓутоа дефинитивно не сме толку сиромашни за неколкуте туристички атракции што ги имаме во и околу нашиот град, да ги средиме, повторно ќе кажам, во елементарно пристојна состојба. И уште полни канти. Како тргнала работава, за Матка ќе треба теренско возило да се стигне, не е автомобил. Конечно, поној целосно понижувачки за нас пат, стигнавме на кањонот Матка и ова е таблата која што не пречекува. Вандализирана, ишкртана, уништена. Практично сите тие што можеби дошле од прекоокеански земји за да го видат кањонот Матка, со оваа табла им викаме добре дојде и ова е сликата која што може ќе им даде една добра идеја во каква држава дошле и уште повеќе по овој пат ќе се движат кон кањонот. Стигнав до самиот кањон и времето некако убаво се отвори, меѓутоа тоа што го гледам околу ме затвори буквално. Многу ѓубре во природата. Премногу пластични шишиња луѓе. Еве кај сме. Не знам дали се приметува горе во шумичката колку ѓубри има, ама луѓе видите го ова. И на самиот влез тука првите контејнери што ќе ги видите, ви се полни со ѓубре. Ова не се испразнете, кој знае од кога. Еве ја хигиената. И
Ќе кажам, ова е едно од најпосетуваните места во Скопје. Таблата на која што е опишан самиот кањон и се тоа што може да се види тука е бутната и скршена. Ајде продолжуваме нагоре. Само не можам да разберам какви луѓе се овие што ја загадуваат тука природата. Значи да имаме нешто вакво, како што кажав, нешто што сме го кандидирале за едно од 7 чуда на природата и вака да биде уништено и извалкано, ја не можам тоа да го разберам. Лево и десно ѓубре, горе-доле исто така ѓубре. Природата навистина е тука луѓе преубава, меѓутоа тоа што го прават некои луѓе е просто неверојатно. Видите ѓубриња. И од другата страна ако отидеме е така. Опаковки од храна, лименки, уште лименки, навистина сме си душмани на сопствената држава. Јас овој поглед не можам да си го објаснам, ако можете вие да го објасните, ве молам. Погледнете. Цела мини депонија среде матка. Јас искрено ме фаќа дури и без овие работи не можам да ги објаснам. Јас сум навистина разочаран од тоа што го видов и на матка и на тоа што го видов на патот до матка. Овој уште еден од безбројните класични примери за тоа како не знаеме да се грижиме и како да го почитуваме своето, што според мене е веќе стигнато до граници кои што се граничат со нормалноста. Низ историјата сме имале многу непријатели кои што не ни посакувале добро, кои што сакале да бидеме во ваква состојба, каква што сме сега, меѓутоа јас не можам да се помирам со тоа дека во самостојна, суверена и независна Македонија, каде што сами ги диктираме правилата, се наоѓаме во ваква лоша ситуација. И токму заради тоа, посебно ми е криво што гледам дека многу бавно се движиме напред и дека повеќе локации кои што треба и да бидат наша национална гордост се претворени во еден наш општ колективен срам. Навистина мислам дека треба да престанеме со нашите поделби и секојдневни интриги за се и се што, дека треба малце да се свртиме кон самите себе во однос на тоа да поработиме на самите себе. Мислам дека конкретно за кањонот Матка и тоа што го видовме попат, можеме да го направиме, да го поправиме, да го исчистиме, да го средиме, да го означиме, бидејќи имаме што да му покажеме на светот, а Матка и околината е еден класичен пример за тоа, нешто што верувајте да беше во Словенија или во Хрватска или во Италија, дека ќе беше една навистина, една голема и масовна туристичка атракција. Ние не знаеме да си го продадеме своето, не само што не знаеме да го продадеме, а знаеме да го уништуваме. Така што нема друг начин како да се објасни тоа што и вие го видовте со мене овој пат. Се надевам дека и оваа слика ќе се промени, меѓутоа надежта не е доволна, треба сите да работиме ова да се промени и да притискаме тоа да се промени.